Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи се правда дека како министер за здравство работел законски и професионално. Во предметот пациент, Османи е еден од 15 осумничени дека наместо да одбие, одобрил предлог на Комисија за јавни набавки која спровела фаворизиран тендер за бугарската компанија Благоевград, која реконструирала неколку болници. Од тоа што можев да прочитам и одреден превид. Значи, понудата е 20 милиони поевтина, а не поскапа отколку второ рангираната. Меѓутоа, сепак ќе оставам што побрзо СЈО, институциите да ги расчистат овие факти, а ја стојам на располагање. Стојам на располагање во секое време. Жал ми е што претходно не сум бил поканет пред да биде спомнато моето име, за да можам да ги кажам фактите, меѓутоа во најголема политичка, морална или било каква друга одговорност можам да потврдам дека апсолутно нема никаква девијација од законите при сите постапки во Министерството за здравство во текот на мојот мандат. Премиерот Зоран Заев во одбрана на Османи засега нема да го разреши. Мојот став од секогаш бил исти и продолжувам да бидем ист. Никој не е виновен додека со правосилна пресуда тоа не му се докаже. И секако ова е само истрага. Ќе сакам да ги знам деталите, ќе оследам внимателно процесот и навремено ќе преземам мои активности ако нешто е поврзано со дигнитетот на владата. Во новите предмети на специјалното обвинителство за прв пат кривично се гони поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски во истрагата Подарок, кој е осумничен дека со екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киевски дека овозможиле руска компанија да добие 33 милиони евра со оштетување на државниот буџет. За прв пат е осумничен Игор Јанушев, кој сега актуелен генерален секретар на ВМРО ДПМН, според СЈО за набавката на кинеските автобуси. Екс-премиерот Никола Груевски во пропаганда одлучил ВМРО ДПМН да раководи соредувачката политика на 7 локални телевизиски станици и едно радио, спротивно на законот. Груевски осомничен и во хармонија кој според СЈО, заедно со поранешниот министер за транспорт Јана Киевски и Стефчо Јакимовски, овозможиле на лице од Турција да се стекнат со 2 атрактивни парцели. Екс-премиерот новите 6 истраги на СЈО ги нарече продолжување на политичкиот прогон кон сегашни и поранешни високи функционери на ВМРО ДПМН. Преку Фејсбук Груевски искоментира дека ВМРО ДПМН не поседувало медиуми. Според него, случаите на специјалното обвинителство се празни и фабрикувани.